Дистрикт Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Павле Беловски. Павле Беловски е млад новинар, но со веќе богато искуство и во новинарството и со новинарскиот ќотек. Активен и почитуван во колегијалните новинарски кругови, верувам и во неговата телма. Понекогаш неотпорен на уредничките нарачки, да не се слушне и втората страна како примерна новинарска алатка, но отпорноста ќе си дојде со искуството. Трнувајќи од неговите пред се карактерни, потоа и од неговите новинарски капацитети, се насветува дека пред Павле Беловски е престижна новинарска иднина. Резултат на таквата перспективност, секако и честа и довербата што ми ја укажа неговите колеги со изборот за председател на Македонскиот новинарски синдикат, за самостојниот синдикат на новинарите на Македонија, при што неговото синдикално, но пред се новинарско мото е напад врз новинар, е напад врз слободата на изразувањето и напад врз демократијата. Павле Беловски, добро дојдовте во Дистрикт на Цивил прес студио. И благодарам за можноста. Епилогот од 27 април, државата го совлада новинарството. Прво мора да разјасниме неколку работи, бидејќи станува збор за многу комплексна процедура судска. Јас еве денеска доаѓам токму од судот каде што се водеше рочиштето за една од нашите колешки која беше инволвирана во настането, односно известуваше Душица Мрѓа, и доаѓам од судот каде што се одржа едно од рочиштата во граѓанскиот суд. Така да ајде да се обидеме да бидеме прецизни, затоа што често ретерираме со случајот 27. И малку пластично цела таа процедура. Ме интересираат зборовите на судијата или судиката во оценките на тој случај. Еве денеска за Мрѓа колешката и воопшто за еве да се држиме до она што е последно денешното рочиште. Јас ке доследно ќе ја цитирам судиката. Вели почитувана оштетена Мрѓа во случајот, вика, не сте носале заштитна опрема шлем во собранието, не сте се придржувале до правилата за безбедност пропишани во... Се извинувам, памтете ја ви мислата, јас само да прекинам пак поради гледачите. Настанот бил најавен како воена состојба, па требе новинарката да носела шлем. Затоа велам најдобро да почнеме од денеска, од нејзиниот цитат, од зборовите на судиката, за да можеме понатаму да ги објасниме сите аспекти на тоа што се случи со новинарите на 27 април. И она укажала на оваа околност. Предпоставуваме ние сега, колку што имав комуникација со адвокатот кој ги застапува 7 случаи на новинарите во граѓанскиот суд, односно барањето за нематеријална и материјална штета за известувањето при 27 април. Така што адвокатот веднаш реагирал со оглед дека станува збор за законодавниот дом, и каде што ние доста често одевме и на кафе, не само да известуваме, дека ја чувствуваме за најбезбедната институција. Лиценцирани новинари со дозвола. Со дозвола секако и со насоки дадени и договорени однапред на уреднички колегиум. Значи самиот медиум знаел каде ние одиме, или секако тоа го договараме однапред на уредничките колегиуми. Така што случајот, предметот на Душица Мрѓа колешката е еден од 7 предмети кои се водеа и водат, а дел и завршија пред граѓанскиот суд. Но да се вратиме пак на назад. Кривично правниот настан за 27 беше карактеризиран како напад врз уставниот поредок, односно член од законот, од кривичниот законник за тероризам. Така што таму немаше конкретни жртви, туку што делото се однесуваше на напад на демократијата, уставниот поредок, односно кон сите нас. Така што, кога ние покренавме, велам ние, организациите и новинарите кои учествуваа на 27 барање за надоместок на материјална и нематеријална штета, односно претрпен страф и надоместок на штета за претрпени последици, се водевме од тоа дека сме нападнати сите, но дел од нас кои учествуваа таму претрпеа огромен страф, дел беа и физички. Нападната е цела новинарска фела, но физички се нападнати новинарите кои беа по службено, по задача редакцијска на настанот. Така. И ние сега, од тие 7 случаи, на Душица Мрѓа се уште се води, еве денеска заврши рочиштето, веќе имаме, и тука доаѓаме до оној заклучок, имаме различна судска пракса. Односно, ние веќе имаме одлука
и од првостепениот суд, од граѓанскиот и од апелација. Со тоа што на Владко Стојанов од Фокус, судот му ја отфрли тужбата како неоснована. Бидејќи во тужбата беше наведено дека е загрозена неговата безбедност. Судот, да бидеме Граѓанскиот суд. Зборуваме за граѓанскиот суд. Излеговме од кривичниот, влеговме во граѓанскиот суд. Друго ми е збор. Станува за друг судија. Станува за друг судија. Затоа велам различна судска пракса. Како субјекти, во таа смисла збор. Така предмет со реден број. Значи, може ли да заклучиме уште сега, па ќе продолжите вие дека судот не е единствено тело, таму има суди и тие суди си имат различни ставови, погледи и така натаму и различни толкувања на барањата на новинарите. И биде нејасно, имаме една иста тужба за сите 7, а тоа се однесува на загрозување на безбедноста. Така, но таа иста тужба за 7 мина новинари е кај една судија. Не, кај различни суди. Падна кај различни суди. Значи, и сега продолжуваме. Може некој да добие, некој да изгуби. Во зависност од субјективниот суд. Три постапки се водат. За Наташа Стојановска е одбиена, за Владко Стојановски е одбиена, за Душица Мрга се уште е при крај, еве денес имаше ручиште адвокатот. И како се насетува? Од оно што успеав да го извлечем од адвокатот, нели и неговата првична предвидување, очекувања од судот е дека сите ќе бидат одбиени. Освен една која заврши на тој на Владко Стојановски, затоа сакав да кажам имаме различна судска пракса. На колегата Владко Стојановски, кој се жалевме до апелација, кој велам жалевме ние новинарските здруженија кои ги застапуваме нашите колеги со правна помош, се жалевме и апелација за разлика од останатите 4 предмети, одлучи да го врати одново на незадоволни апелација по високиот суд од одлуката на првостепениот суд, ја го врати предметот одново. Така што Владко Стојановски ќе доби уште една шанса. Лаички ќе прашам, доколку позитивно ги реши судијата судот сите случаи, во која маса пари станува збор по поединец? Ме интересира колку тоа државата ќе биде оштетена 100 милиони евра ли па внимава да не го оштетат буџетот. Зашто станува збор? Воопшто, значи станува збор за од 5 до 10.000 евра, значи тоа не би биле повеќе од 50 на 70.000 евра вкупно, а тука треба да предвидиме дека и судските трошоци ќе влезат, нели? Да, во таа сума зборувам кога велам трошоците за постапката, мислам на вештачењата кои ги изработивме. Правдата секако не се купува со пари, но не воопшто, значи ние овде зборуваме за прашање и сатисфакцијата. На крај на крајште и пораката што судот треба да ја прати колку македонското општество е демократско. Во таа смисла претпоставуваме и вашето укажување. Токму така, бидејќи ние не зборуваме за поединец, ние не зборуваме за име и презиме кој е пред судот, ние зборуваме исто како за 27 беше нападнат сите граѓани на Република Македонија и воедно уставниот поредок кој не штити сите нас. Така што овде сатисфакцијата е поголема од материјалниот надоместо кој треба нашите колеги да го добијат, а воедно да си ги подмират трошоците за вештачењето и поставката. Ќе се вратиме и на овој случај. Павле Беловски, од неодамна сте и председател на новинарскиот синдикат, тоа е и чест и обврска, но убаво е да се види млад човек, млад новинар со таков ентузијазам и енергија кој еве на вашиот старт, на вашата функција, да речам, висока новинарска функција, се сочувате и со вакви случаи како што е поединецот или фелата против државата, односно против судот, кога велиме судот, мислиме на државата. Кажете ми за синдикатот, имате енергија и вие лично, реагираат ли позитивно новинарите на вашите активности, има ли онај критична маса за да може новинарството како колектив да се прикаже пред општеството, пред државните институции, пако сакате и пред политичките и партиските субјекти? 10 декември навршуваме 11 години самостојниот синдикат на медиумските работници како екзистира, и тоа е за пофалба, бидејќи станува збор за единствениот синдикат на новинарите. Значи, организација која не претрпе упади, нема паралели, значи нема субститути. Имаме единствен синдикат 11 години на новинарите. Без оглед на хетерогеноста на новинарите и на редакциите и на уредувачките политики, новинарите се држат до овој столб, вашиот синдикат, односно еве неколку непознаници пред се за колегите од нашата фела кога би размислувале дали да станат дел од синдикалното здружување. Нашата најголема синдикална организација со години веќе е во Алфа телевизија. Така да немаме дилеми. Од друга страна пак не ви разбирам за белешката, но имаме медиуми, нели, кои се
декларираат дека се мислите уверени на во некој почитување на правата и стандардот. Па ќе потсетам јас Да, а немаме ниту еден член од таму, бидејќи е забрането под некој плашт дека е забрането да се не директно, не индиректно. На Алфа, колку се сеќавам, уште од 2010-12 Продолжи. од почетокот се членови на тој синдикат. Продолжи, да. Сум бил сведок на тие. И многу силна организација. Да. Здрава и силна синдикална организација и тоа е стварно за пофалба. И одлично соработуваме со таму. Меѓутоа, нели често доаѓаме, прво да се вратиме наназад, и јас сум дел од извршниот на ССНМ веќе трета полна година, а сум активен од основањето, односно од основачкото собрание 2010 година, така што синдикалното организирање и действување воопшто не ми е непознаница. Ги поминавме сите оние премрежа, па и вие лично бевте многу пати во ситуации Да, но сега сум во позиција да ве слушам, така што можеме да делиме искуства и добро сте запознаени со активноста. Па така и беше идејата. Видете, секако е привилегија, го носам легасито на Тамара Чусиди, Звездан Ѓоргиевски, значи припаѓам на една многу здрава... Чест е да се наследат и такви новинарски имиња во крајна линија. Дефинитивно, мора да оправдам, јас немам избор поинаку да действувам, но со тоа што изборот падна на мене, бидејќи јас го поврзувам оној генерацијски јас. Можеме да речеме, биолошки припаѓам на средната генерација новинари, но со искуството повеќе сум поискусните и повозрастните, а тука е онаа помлада генерација која треба да се анимира, а јас веламе целосно дигитализирана. Затоа што целта не е сите да бидеме на едно место, тоа е смислата на синдикалното организирање. Благодарам, бидејќи 27 април е тој репер на современото македонско новинарство и на заштитата на новинарите. Тоа беше буквално, помина колку, 5 години. 4 полни години. 5 година се влече. 5 година. Од тогаш натаму нема сатисфакција никаква, не реагираат институциите, судот е инертен, обвинителството е анемично, политичките партии молчат. Го поставам прашањето низ призма се историја по сите медиуми во предизбориево, што платени реклами дадоа на медиумите, што часови неплатено представување и така натаму. Дали почувствуваат тие дека има потреба оваа новинарска фела сепак, дали се во власт или се во опозиција, ако се во опозиција денес утре се на власт и така натаму, раководат и со институциите, имат влијание и во политиката. Почувствувате ли во ова предизборие дека политиката е на ваша страна, на новинарска страна, бидејќи максимално беа медиумите искористени, па и новинарите, ако сакате, доброволно, за да ги представат нивните политики и нивните програми на избирачите? Значи, мораме да нешто да заклучиме веднаш, значи новинарските здруженија се строго против парите во медиумите, особено владините пари, па и политичкото платено рекламирање. Да не ме разберете повеќе. Да, не морам да почнем дека. Јас зборам само за влијание. Затоа велам, најчесто политичките партии, односно центрите на моќ и потоа и кога ги представуваат институциите, целта е да упаднат во уредувачката политика на некој начин. Низ годините наназад бевме сведоци дека тоа се правеше токму преку државни пари од буџетот, купување на простор, закупување на простор и влијање на уредувачката политика и особено менаџирање на уредувачката политика во време на избори. Така што во овие избори, при овие локални избори, немаше некои интервенции, барем видливи, меѓутоа некое влијание, бидејќи секогаш кога се ближат избори, политичките партии се среќни и задоволни затоа што добиваат пари, нивниот ангажман е платен, а и медиумите се задоволни бидејќи има огромна сума на пари преку политичкото платено рекламирање. Така што Беловски со намера вулгаризирам и ја банализирам можеби и дебатава до степен на политичките партии, на нивните штабови избори. Максимално беа медиумите во позитивна смисла искористени тие да се представат на гласачите и така натаму. Дали некогаш кога протестираат новинарите, издруженијето на новинарите и новинарскиот синдикат кога организираат, дали некогаш ви се јавиле со писмо, со телеграма, дали јавно се огласиле некогаш да дадат подршка, да кажат дека и тие кога се на власт, заради инертоста на институциите кон вакви појави, застануваат на страната на новинарството, бидејќи не само партиите, туку и институциите,
новинарите и медиумите се таа трансмисија да дојдат нивната артикулација до јавноста. Во таа смисла прашувам, Може би ќе бидам чувствувате ли некаква подршка? Ќе бидам или максимално игнорирање? Не, ќе бидам тенденциозен и ќе кажам тоа така, тоа е хипократско лице на партиите и челниците. Значи, кога тие се во партиите, не се во институциите, значи нивната подршка е огромна. Стојат отворени, стојат на располагање, ги прифаќаат сите иницијативи, ги предлагаат сите наши предлози, зборувам на Сдруженијето на сочувствуваат со нас. Точно така и вие како што рековте, индивидуално или јавно искажуваат подршка, даваат подршка, не уверуваат дека се ќе направат кога ќе ја имаат влијанието. Дури СДСМ тоа го пропиши во програмата во 2016 година. Остане на хартија и тоа. Нешто делумно, да, нешто делумно се обидуваме да реализираме кривичниот законник, претпоставам понатака. Меѓутоа, кога веќе ќе седнат во фотелите, е многу потешко оди комуникација. Има други приоритети? Има други приоритети и постојано изговорот е дека тоа е потребно е долго време, потребно е политичка волја, потребно е согласност од одредени. Отворено, може јас грешам. Еве да бидеме најконкретни, да бидеме уште и новинарството да се под некаква тензија, под некако притисок. Постојано да не се до крај малтретирани, но да не се па и до крај слободни, бидејќи може да станат опасни, нели? Пред се видите, ние често зборуваме за регулација, меѓутоа само одговорност е можеби поточниот термин и описно на што е целисходно со нашата професија. Значи ние го забораваме тој момент, теж не име некој друг нели да ни ја заврши работата, односно да регулира или да ни наметне само регулација. Не, ние треба да знаеме дека сме одговорни пред Да, но се не се решава преку протести. Не, воопшто протестот е крајна инстанца. Воопшто не се решава. Најдобро се решава преку предлагање на иницијативи. Пред се видите, се е видоизменето. Самиот синдикат. Ние не зборуваме за кршење на машините од почетокот на 20 век. Тие синдикати повеќе ги нема. Не зборуваме за масовни собери. Што е улогата на синдикатот и новинарските здруженија и пред се на новинарите? Значи предлагаме да посредува. Значи нам не е партнер владата и политичките партии, не постојано тоа им го укажуваме. Значи ние даваме предлози и идеи за конкретни решенија. Еве конкретно измените во законот за или не се случи 27. Пред година јас бев увертира мојот напад, година претходно. Он колегата беше брутално нападнат на политички митинг. И дојдовме до конкретен предлог измени во кривичниот закон член 144 каде што напад врз новинар ќе се третира како напад врз службено лице. 4 години од иницијативата на ССНМ поминаа, ние се уште во предлог законот е во собрание. Важно сите ја поддржуваат. Сите вие да поразговарате со било кој од политичките партии, од институциите, конкретно Министерството за правда, тоа е завршено работа. Мети млеко према новинарите. 4 години едно решение не можеме да исторкаме. исторкаме. Да подсетиме со еден конкретен настан. Јас повторно враќам на 27 април 2017 како репер. Вие бевте во собранието. Јас бев надвор во собранието, не се во тие минути, да. Ќе видам груп, јадевте ќотек неоправдано. Павле Беловски продолжи да работи новинарство. Уште поинтензивно, веројатно со поголем мотив. Не сакам да кажам дека треба да бидеме прво тепани, па да имаме поголем мотив. Еве и мене завчера, за пример, за ваша утаха, ми се случи инцидент, тројца ме нападнаја, дури физички, прво вербално, па физички, но и јас сум малко дете, па малку знам да вратам, нели? Па малку се повлекува. Ние сме под и таков латентен напад. Доаѓајќи некој студиото, некој од отворен прозорец вика падна владата, мене ми се обраќа, па нека падне владата, нека избере друга влада. Сакам да кажам дека предизвикуваме негативни чувства кај луѓето кои не се согласуваат со нашите ставови. Но мене ме интересира кај Павле Беловски. Остана ли некоја трага и психичка, и трауматична, и малку страф од собири, од гужви и така натаму? Токму така, значи прво да го прецизираме контекстот. Значи јас не бев нападнат. Беше нападнато новинарството, не знае ниту како се викам кога ме напаѓаат. Обележен со легитимација. Ама воопшто во тие темници не можеше ни да се прочита. Ниту имаше обележи на култ. Они го нападна новинарството, видео камера, видео микрофон, видео новина. Значи напаѓачите во тој контекст пред 20 кога велам 27 не само 27 април не е дента, 27 април е 2 години наназад. Значи, општеството создаде таква енергија во која граѓаните беа во длабока политичка криза,
постојани, јас па ги кривам политичарите, постојани етикетирања, напади, граѓаните добија впечаток дека ние сме виновни за нешто, само што информираме од терен. И они не можејќи да се обратат на политичкиот опонент кој они лично го сметат за опонент и барат фронт и не наоѓаат нас на улица, бидејќи нашата канцеларија е конкретно улицата или институциите каде што одиме. И велите на улица. Што во место да се тепат меѓу себе да се истепаш новинар така. Така, и испратиш порака, ете тој мислам дека известува вака, мислам дека е таа провиненција и него ќе го истепам и ќе испратам пораката. Така што 27 не е дента, 27 е 2 години наназад. Врие, ферментираше и за да ни се случи тој настан. Не остана јад. Не остана ниту гнев, меѓутоа остана една, како да кажам, формално правно да видиме. Значи, заврши 27. Ние се разбудивме тоа утро со очекување дека повеќе ова нема да ни се случува. Така. Ајде велиме да бидеме конструктивни, предложивме конкретни решенија, измени во кривичниот законник. Ми се обратиш ли, ме нападнеш ли? Ти од обвинителството те гони по службена должност, Бидејќи сте службено лице на службена работа, но видете, тука мора да разјасниме. Што значи тоа? Ова кривично дело прети казна затвор. Затоа што јас кога бев нападнат пред Министерството за внатрешни работи, МВР произволно ценеше дека моите две џумки не се доволни да се поднесе кривична пријава за насилство, дело со кое е предвидена затворска казна. Туку само 800 евра нарушување јавен ред и помина мојот напаѓач. На хирургија да завршите веројатно. Не е тоа пострашно, каде јас кажа. Пострашно е кој цени. А тоа во случајот е МВР или обвинителството. Затоа испраќаме, мора да испратиме одовде. Добро, знаеме сите дека и тие институции се под силна пресија на дневната политика. Значи не смеем да оставаме повеќе на произволно толкување кога станува збор и описот на нашата работа. Оптимисти сте дека еве кај да е сега малку и комплицирани се политичкиве состојби актуелни, но кај нас постојано се комплицирани. Кој страдаме ние нашата професија. Има ли некоја известност, некое ветување на институциите на Министерството за правда, поготоа дека ќе се процесуира брзо таа изборна промена, што сите ја поддржуваат, но никако да го види светлото на денот. Нели? Сега сме во собранието. Мораме пораката да ја адресираме до пратениците. Оние добија нивната правда. Значи 27 април кривично правно беше процесуиран. Ние не ја добивме нашата правда и нашата сатисфакција. Еве, ни паѓаат предметите во граѓанскиот суд. Ајде велиме барем да добиеме малку. Значи, врапче во рак. Така. Институциите сите, од највисоката, од председател на држава преку собрание до влада, до местна заедница, на сите им се потребни медиумите и новинарите за да можат нивните информации да ги обработат, да ги пласираат во јавност, таму каде што се наменети. Таа посредничка улога, имам ја чувство, но не е тоа чувство, тоа е факт дека ниедна институција нема доволно чувство што треба да системот да направи воопшто за новинарската професија и воопшто за новинарската фела. Да се држиме до безбедност. И веројатно, може ќе погрешам, ќе ме поправите, вие сте сега шеф на синдикатот, без протести тешко се анимира и јавноста за поддршка и институциите. Планирате ли малку порадикални, понастојчиво да се представите и пред институциите и особено пред јавноста, зашто мислам, не знам дали го делите мислењето, во една вакви околности само јавноста може да застане на стара на новинарството како и за се друго. Од секогаш протестите сме ги гледале како последна алатка, како крајна инстанца. Значи пред се сме целта идејата е на новинарските дружини и новинарите, нели, сите ние да изнајдеме конструктивни решенија. Да бидеме конструктивни за да системски да ги минуваме работите. Да предлагаме законски измени, го подрумаме законот за работни односи, кривичниот законник, да се надградуваме. Меѓутоа ќе бидеме секако ако се одолговлечи во собрание, еве апелирам тоа пратеници. Пола емисија констатираме дека не функционира тоа доволно. Затоа велам да запретиме со протести, некој ќе рече еве не се конструктивни. Малку на шега, малку сериозно ќе констатирам дека доколку не функционира еволуцијата, потребна е револуцијата, може ли, нели? Нормално. Ме интересира сега Или ако станем, еве велиме Страсбур е нашата последна шанса за ова. Не мислам дека ние би требало да го чекаме Страсбур, да ги исцрпиме нашите инстанции, зборувам у Врховниот, една преставка подготвуваме за Уставниот суд и тогаш не ни бега улица.
Но секој предмет, дали од новинар или од било кој граѓанин во Република Северна Македонија, ако стаса до Страсбург, тоа е сепак, и ако добие позитивен епилог, тоа е сепак срам за системот, за државата и за воопшто за правосудството. За кој систем е правосудство кој претендира да биде дел од европското да. од европското правосудство? Че ние велиме ќе отвараме поглавја. Сега дога добивме извештајот од Европската комисија, точно беше нотирано. Потребно е соработка со новинарските здруженија. Значи Европската комисија укажа на. Добро, ќе го прочита тоа. И они се малку благи. Тоа ќе го прочитат и ќе остане во фиока или на биро на министерот. Но не, или ќе се трудиме двојка да добиеме тројка. Сега малку ќе ве насочам на не на тема толку колку на локација за која не очекувам да бидете до крај отворени и ве молам немојте да не си имате други импликации. Што станува со собствениците на медиумите? Јас не можам да забележам после толку години работа во професијата и толку протести и на Сдруженијето на новинарите и за разни случаи, да не спомнувам имиња сега, ниеден собственик на медиум не се појави меѓу новинарите. Не воопшто. Што е проблемот? Јас не паметам такво нешто. Претпоставам вашето присуство е многу подолго во оваа професија, но јас лично не паметам втора декада како сум во оваа професија. Тие се на другата страна од новинарите? Така излегува таа појава. Не сакам, но мислам дека да бидам дециден, мислам дека впечатокот е дека нивното присуство и влијание често го гледаме преку уредувачката политика и уредниците кои се поставени, така што не се секогаш во тоа до некаде или до секаде за наши околности ми е разбирливо. Нивниот глас го слушаме. И не случајно се толкави флуктуацијата од едни и во други медиуми, затоа што кои ќе се променат собственици и некои новинари не може да се носат со одредени уредувачки политики. Но мене ме интересира кога новинарите ги тепаат, каде се собствениците? Што вели не Павле, што вели синдикатот и што велат вашите колеги? Значи, пред се не смееме да заборавиме дека газдите на медиумите и собствениците, било кој доаѓаат од кој вид на медиум, дали се тоа традиционалните медиуми или онлайн. Да, или онлайн медиуми, да не се сватим погрешно, пошто често тоа е секогаш оваа дискусија е некако насочена кон телевизиите, нели, кон традиционалните медиуми. Еве ако велиме синдикатот, не смееме да абстрахираме дека станува збор за наш партнер, бидејќи ние кога зборуваме за работничките права, ние мораме да зборуваме со другата страна. За волја на вистината другата страна е... Мене тоа сосем јасно. Кога се во прашање социјалниот аспект, платите на новинарите, условите за работа и така натаму. Но кога новинарите најгрубо се тепани, кога протестираат на безбедноста, каде се собствениците? Никогаш ги да ги видиме на екраните. За жал ги нема собствениците во тие ситуации и тоа се завршува интерно, велам, ќе ги покриеме судските трошоци, најчесто тие случаи, или дури имаме ситуации со тенденција што си барал таму. Дури вината треба да падне и на оној кој известил, односно на нашите колеги. Меѓутоа, тешко е тоа да се промени, затоа што, пак ќе кажам, собствениците на медиумите не се некоја изолирана структура, не се тие масони, не се некоја длабока држава, тоа се луѓе кои, нели, треба да плаќаат даноци. Но новинарите во редакциите се, како се вели на некој начин, нивни чеда. Може медиумот да е во минус, во загуба финансиски, може да е во добивка, значи и во еднијата и во другата случај собствениците, тоа се нивни персонал. Тие создале тој медиум и тој медиум нив им носи некаков имидж, некаде слава, некаде други привилегии и така натаму. А кога им ги тепаат службениците, кога работниците јадат ќотек од државата, нив никаде ги нема. Се плашат да не изгубат нешто од рейтингот во политиката или што е? Јас често милувам да зборам кога велиме собствениците, нели основниот мотив им е профитот. И тоа е се надвор од таа дискусија околу профитот е сувишна. Си основал медиум за да оствариш профит. Ако тој профит нели не го делиш, не правиш подобар производ, односно вложуваш во човековиот ресурс, ти нема да имаш квалитетен производ. Јас вместо вас ќе заклучам, излегува генерално не само од овој наш разговор дека новинарите, медиумските работници, снимателите, монтажерите и така натаму по медиумите и во печатените, нели, се на некој начин потрошен материјал. За жал да е ново дете. Ајде да се вратиме на меѓународната поддршка
на Сојузот на новинарскиот синдикат и воопшто на македонските новинари. Вие сте и како синдикат членови на меѓународна така, на интернационалната и Европската федерација на медиумите. На новинарите исто така. Да, безрезервна подршка добиваме. Што значи, тоа сакам да прашам, ние вербално имаме дури од нашите институции, од политичките партии многу подршка вербална. Соработка, тесна, многу се конструктивна. Дали има обраќање од таа страна до нашите институции да предочат некои работи дека самите институции ги кршат сопствените прописи, нели во сопствената Ние сме преполни со информации кои да ги репортири на граници. Каде и да одиме, значи нашата оценка е видлива дека ние сме на многу ниско ниво на слободата на изразување, загрозена, добиваме негативни оценки. Значи видете меѓународните новинарски институции, европската и светската, они избегнуваат да адресираат вина, меѓутоа нотираат ако некои состојби се загрозени. Еве, например, конкретно ние сега соработуваме Интернационалната федерација на новинари, посредуваме 4 од Авганистан, наши колеги, да ги изгрижиме во Македонија, така што владата не сме да одбие соработка. Ајде се вратиме дома, тогаш кратко ни истекува мандатот. Хелсиншкиот комитет, мислам новој Скопскиот, македонскиот, нешто замолча во однос на темиве за кои ги разговараме. Се пројавили, јас барем не слушнав околу судските процеси, околу реагирањето на судот, околу судските квалификации, околу неправдата, што на новинарите не само за 27 април, но еве го тој датум е некако не е втор, трет символ, нели? Ги следи. Значи, нели, они во тек ја следат постапката, предпоставувам дека ќе имаат заклучок и извештај кога ќе завршат сите 7 предмети. Нели, и ние наложува нашата професионалност, предпоставуваме нивниот концепт на работа, да не влијаеме на судскиот процес. Предпоставувам дека ќе мораат да бидат многу јасни во пораката која ќе испратат, со оглед дека очекуваме сите 7 предмети да не бидат отфрлени во граѓанскиот суд. Така што и очекуваме нивната подршка безрезервно, но дали ќе бидат доблесни, сепак не е нашо тука, би требало, се очекува такво нешто. При крај, сосема сме на крај на ова интервју, пред да ви се заблагодарам, на работа сте денеска во телевизија Телма, имате уредничка задача добиено веќе за денеска, на која тема ќе ве гледаме во вестите на Телма. Точно така, јас или ќе видите имате слободен ден денеска поради ова интервју? Не воопшто, иако активностите во синдикатот по закон ми дозволува да бидам одсутен од работата, сепак мене лично врската со професијата не ми дозволува, така што не важат тие пориви, да. За жал, ете, јас веќе бев во судот Ласкарци, требаше да се одржи денеска рочиштето, се одложи, една од судиките болна, па продолжив да го следам на колешката Дучица Мрѓа, бидејќи се соседни судови и така. Павле Белоски, што денеска ќе истражува, зашто ќе јавува, со што ќе го видиме, со која тема на вестите на неговата телевизија? Каска предметот Ласкарци, каде што ни загина 17 наши сограѓани и еве скоро 2 години е веќе во застој, така што мораме да видиме на што се должи тоа, дали има некое влијание и судско. И враќам за крај на синдикатот, следна активност? Колективните договори. Тема која ни остана за жал кратко време. Единствена можност гледаме преку колективните договори да ја го подобриме медиумскиот хабитат, тоа нам ние каде што сме секој ден, каде што работиме, а преку тоа и социоекономската стабилност и тоа ќе биде една интензивна комуникација со газдите. Дистрикт Цивил прес студио, Павле Белоски ви благодарам. Задоволство ми беше.